Почитувани, тука сме да проговориме за нешто многу битно, да го кренеме гласот за нашата иднина. Тука сме да поменеме дека ВМРО ДПМН не сака да прифати уставни измени со кои криминалот од приватизацијата нема да може да застари. Затоа што се плашат. Ако не го направиме тоа, ако криминалот може да се прикрие, да го проволта времето, грабежите ќе продолжат. А ние нема да имаме никаква сигурност во нашата иднина. На такво нешто не согласуваме. Стремежот на добра влада треба да биде отварање на нови работни места, а не отпуштање на повеќе од 35.000 работници. Сето останато е мачкање очи и купување социјален мир. Која е поентата да отпуштиш 35, а да вработиш 10 пати помалку? Можеби поентата е во новата гласачка машинерија, можеби е во наградувањето на партиските послушници. Оние 35.000 едноставно ги заборавија, а место да ги заборават, нека ги помножат со бројот на членови и лесно ќе добијат математиката. Мал процент на задоволни и нововработени, огромен процент на улица, незадоволни, сиромашни и бедни. Никола Груевски, уште првиот ден кога седна во премиерската фотелја, па се до ден денес, вработува исклучително во јавната администрација. Немаат работни места, а некои од нив седат дома и им течат плата и придонеси. Почитувани, после затварањето на националната платежна картичка, каде со неговите тогашни и денешни соработници раскрчми неколку милиони долари државен имот и ги стави во приватни џебови, после приватизацијата на ОКТА на грците за се уште непозната сума на пари, после приватизацијата на Телекомот и излекувањето на државните пари во партиски фондови, Груевски го подпиша Фесал 2 аранжманот и го заврши приватизирањето на она што остана од општествениот имот. Никола Груевски квалитативно ги има продадено златните кокошки на македонската економија, а квантитативно најголемиот број претпријатија со општествен капитал. Од тој факт нема бегање. Во реакцијата на нашите протести изминатите денови, ВМРО ДПМН редеше фабрики што ги затворил СДСМ. Сакаше да спореди приватизацијата на една златна кокошка како Телекомот или ОКТА со отварањето на Центро или Годел. Ајде нека му биде. Ние сме овде да прашаме на кој друг премиер му успеало во еден ден со еден подпис да затвори 37 големи компании од црната и обоената металургија, од текстилната индустрија, рудниците и да ги остави на улица 34.450 работници. На ниеден. Тоа му успеало само на шампионот во затварањето фабрики, господинот Никола Груевски. Еден ден се тоа ќе излезе на виделина, а денот се ближи. Сигурни сме дека сите овие работници кои останале на улица нема да гласат за повторување на оваа епизода, туку ќе гласат за подобра иднина, за иднината на нивните деца, за нас. Затоа ВМРО ДПМН не сака што ги гласа уставните измени за незастарување на кривичните дела поврзани со приватизацијата. Никола Груевски се надева дека никогаш нема да мора да одговара за подписот на Фесал 2 аранжманот. Подпис кој осуди толку голем број на работници, на сиромаштија, на безизлез. Затоа ние сакаме да го потсетиме и него и неговите сопартици дека толку голем криминал не може да замине во историјата незабележен. Секој злосторник треба да биде казнет за своите дела. Благодарам.